Драги ученици, добродојдовте во Училница. Јас сум учителката Сонја Симаковска од Основното училиште Браќа Миладиновци од Струга. На овој час по музичко образование ќе се запознаеме со детските музички инструменти. Цели учениците да стекнат основни знаења за детски музички инструменти, учениците да ги препознаваат и именуваат детските музички инструменти. Најнапред, ајде да видиме што се тоа детски музички инструменти или како уште се викаат орфови инструменти. А го добиле името по композиторот Карл Орф, кој голем дел од своето творештво им го посветил токму на децата. Орфовите инструменти се делат на ритмички или удирачки, а се викаат така бидејќи со нив може да се изведува само ритам, и мелодиски, со кој може да се изведува мелодија. Да одиме поред. Ова се тропалки. Тропалките се направени од дрво, пластика и се исполнети до половина со зрна, ситни метални топчиња. Звукот кој се добива со нивно тресење е карактеристичен. А и вие можете да сами направите од лимени кутии, пример Кока-кола, во која ќе ставите ориз или песок. Ајде да видиме како звучат. Стапчиња. Тоа се стапчиња направени од дрво и при нивно удирање произведуваат звук. За свирење се користат две стапчиња. Yep. Триангл. Триангалот е инструмент составен од два дела. Од метален триаголник и метална палка со која се удира по страните на инструментот и се произведува звонлив звук. Да слушнеме како звучи. Дајре. Дајрето е направено од дрвен обрач на кој има затегнато кожа, а обрачот има лимени плочки кои со удирање на кожата на дајрето произведува карактеристичен звук.
Кастанјети. Кастанјетите се две излабени парчиња од дрво во форма на школка и се поврзани со јажи. Поставени на прстите на свирачот, кој најчесто е и играч, со движење на дланката ритмички ги удира и се создава еден остар звук. Чинели се две лимени чинии, чиј звук се добива со удирање една во друга и се добива силен звук кој трепери подолго. Барабан. Се состои од цилиндричен обрач на кој од двете страни е затегната кожа. Звукот се добива кога со двете палки, кои најчесто се дрвени, се удира врз затегнатата кожа. Барабан и тапан се најстари музички инструменти и се слични по форма. Разликата е во тоа што барабанот е помал. Ксилофон. Ксилофон е составен од дрвени плочки во две редици. Се свири со удирање на плочките со две палки кои имаат топчест завршеток. Металофон. Металофонот е сличен на ксилофон, разликата е во плочките кои се метални.
Блокфлейта. Блокфлейта е дувачки инструмент чиј звук се добива со дување во инструментот на кој има отвори. Воздухот поминува низ отворите и создава звук. Порано блокфлейтата била направена од дрво, но сега во поново време ја изработуваат од пластика. Значи, ритмички ударни инструменти се маракас или тропалки, стапчиња, триангал, дајре, кастанјети, чинели, барабан. Мелодиски инструменти се ксилофон, металофон, блокфлейта. Значи, преку оваа презентација ги видовте поголемиот број на детски музички инструменти, а исто така слушнавте преку видеата и некои од тие инструменти како звучат. А сега, драги ученици, можете во вашето блокче да си ги нацртате и обоите два од детските музички инструменти по ваша желба. Ви благодарам на вниманието.